Како активности би рекла дека имаме да ја шириме, да го шириме, да бидеме гласот на младите, да учествуваме на онлайн и офлайн конференции кои сега поради ковид пандемијата не може да се случат. Исто така да учествуваме во вебинари кои се општо корисни за мене и општо корисни за младите. Здраво, јас сум Ана и имам 18 години, а воедно сум средношколец во гимназијата Ѓорги Димитров. Веќе од 2020 година сум еден од младинските европски амбасадори која представува нашата земја, а воедно се занимавам со младинскиот активизам и волонтирање. Јас како млад европски амбасадор се залагам за областите на човекови права, родова еднаквост и животна средина. Овие три области всушност многу тешко ги одбрав, бидејќи сум човек што има преголеми интереси и стварно навистина би работела на многу повеќе области. Сметам дека во моментот во нашата земја овие три се најкризни полиња, да кажам, и е најпотребно внимание и најпотребно да се имплементираат иницијативи. Јас би рекла едната причина зошто младите во ЕУ се чекор понапред од младите тука е затоа што имаат многу повеќе младински тела во склоп на образовните системи кои му овозможуваат себе спознавање, себе развивање и директно и индиректно влијание на околината во која живеат. Би рекла дека ете тој сегмент се уште не е применет кај нас и доколку младите би имале можност во склоп на нивниот образовен систем да имаат предмети кои тие би ги одбрале, да имаат предмети од различни кадри, тоа би било многу поубаво и младите би биле многу повеќе слушнати и би дознале многу повеќе. Најпрво сакам да кажам едно браво и огромна благодарност за сите активни млади што се вклучуваат во сите проекти, навистина пробуваат безгрижно и храбро да направат промена. А до оние кои се уште не се вклучиле, јас навистина ве охрабрувам сите да почнете, затоа што буквално е поле каде што нема што да изгубите, туку само ќе добиете. А до институциите би апелирала дека навистина е потребно да внесат млади луѓе повеќе, бидејќи ние сме сега, ние живееме во сегашноста и ако некој знае најмногу за младите, тоа сме ние младите.